Почитувани гледачи, добар ден. И јас сум Сања Димитровска, ова е Добриот доктор. Денеска ќе зборуваме за онколошките пациенти, односно пациентките со рак на дојка во летниот период. Колку високите температури влијаат на онколошките пациенти? Дали топлината, односно променливото време, исто така има несакани ефекти кај пациенти кои што се на хемотерапија или пак на зрачење. Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е асистент доктор Валентина Бојовска-Трајковска, онколог од клиниката за онкологија. Доктор Бојовска, добро дојдовте во Добриот доктор. Добар ден на сите, Сања, ти благодарам за поканата. Знаеме, доктор Бојовска, дека високите температури, топлото имаат негативни ефекти врз многу болести, односно органи. Меѓутоа, еве, какво е нивното влијание за онколошките пациенти, односно пациентките кои што се со рак на дојка, колку може негативно да влијаат овие високи температури? Така. Топлото време, како што знаеме сите, не е значајно само за пациентките кои што или пациентите кои што се онколошки третирани, тоа е еден глобален проблем за сите луѓе, меѓутоа има посебен акцент за нашите пациенти, особено за пациентките со рак на дојка. Знае да влијае доста негативно врз целиот третман кој што се спроведува на нив. Затоа треба кај овие пациенти со особено внимание во ваквите жешки денови и да се биде кон нив и да се превземат одредени чекори, односно превентивни мерки, за да не дојде до дополнително нарушување на, ние велиме така, општата состојба. Што значи, тие, бидејќи се во некако вид на третман од наша страна, дали станува збор за примање на стандардна хемотерапија, имунотерапија или може би таргет терапија, во било која од овие ситуации може да дојде до одредено влошување на таа општа состојба, затоа што општо познато е дека топлото време може да доведе до дехидрирање, оштетување на кожата, зголемување на оној стрес, малаксаност, зголемување на непријатноста во текот на денот. Затоа особено е важно во текот на третманот внимателно да го слушаат својот онколог кој што ги води за препораките кои што ќе им ги даде за деновите кои што следат, кои што имаат изразено високи температури, ние како велите вие во жолтата фаза кога се, за да може што попријатно да се пројде тој процес. Кои се тие препораки кои што би им ги дале на пациентките кои што се со рак на дојка? Многу е важно од старт пациентките и општо сите пациенти кои што се на било каква наша терапија да бидат редовно хидрирани, велиме ние. Значи и покрај тоа и да не се предстојат топли и жешки денови, хидрацијата за нив е особено важна. Но во ваквиот период од годината, кога времето дополнително за нив придонесува одредени непријатности, хидрацијата е на прво место. Што значи обилен внес на течности, нормално доколку тоа го дозволува нивната здравствена состојба, доколку немаат проблеми со срце, нарушување на одредени бубрежни заболувања, најчесто велиме да има 1,5 до 2 литри внес на течности во текот на денот. Многу е важно и сакам да напоменам, не значи тоа 1,5 литар до 2, сега јас наеднаш ги испив тие готово. Не. Етапно во текот на денот, полека, било како вид на течности, најубаво би било да е тоа бистра, чиста вода, меѓутоа се прифаќаат и друг вид на бистри сокови и течности, хидрација во текот на целиот ден. Пријатна облека е вториот начин. Значи, без некои тесни облеки, без при тоа да бидат дополнително изложени таа кожа и организам на вознемирување и дразнења, лесна храна, редовно земање на терапијата и едно нешто кое што е најважно, а воедно и препорака за останатиот народ, не само за онколошките пациенти, да се ограничи движењето од 10 до 17 часот, кога се смета дека
сонцето е најсилно, кога температурата е највисока, да се избегнат движења надвор од домот или надвор од разладените простори во тие часови. Така. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашата денешна гостинка. Доктор Бојовска, ова сега збориме конкретно, нели, кога се за време на третман, дали нели, хемотерапија, зрачење, имунотерапија. Меѓутоа кога ќе им заврши тој третман што го имаат на клиниката за онкологија, дали може да се изложат на сонце од аспект нели да може да отидат на летен одмор? Многу ти благодарам за ова прашање, бидејќи многу често во овој период од годината пациентките и пациентите токму тоа го прашуваат. Смеам ли јас да одам на одмор? Мој совет е задолжително да. Она што се во тек на третман, некако вид на третман од наша страна, не значи дека нивниот живот тука се опира. Напротив, сметам дека одењето на одмор, дали тоа било море, планина, езеро, многу благопријатно влијае и на самиот третман и на психофизичката состојба на самите пациенти. Само треба да се следат препораките кои што ќе ги даде нивниот онколог, да се убаво, најважно што е да се убаво изменаџира тоа со термините доколку е во тек на некаков третман, а доколку завршил третманот, без никаков проблем може да се оди на летување, дали било на море, дали било на планина. Но секогаш треба да се внимава во кои часови ќе се движи тоа, да не биде брзо после третманот веднаш изложување на сонце и доколку е изложувањето на сонце да биде во оние часови во кои што се смета дека не е толку силно и топло, што значи до 10 часот, секогаш, апсолутно секогаш, дури и да не се на море, или езеро, или планина, јас секогаш им препорачувам задолжително да се намачкани со крема со заштитен фактор, и тоа со што е можно повисок заштитен фактор, секогаш да се носи пријатна облека, би било убаво да е од природен 100% материјал или лен, со долги ракави, шешир, капа, за да може да се заштити изложеноста, директната изложеност на кожата. Така. Пред да ги вклучиме гледачите, сакав да ве прашам што се оние кои што морале да бидат нели подлежни и на радиотерапија, односно на зрачење. Дали местото каде што се одвивало зрачењето или озрачената кожа смее да се изложува на сонцето кога ќе заврши тој третман? Е така. Многу е важно да се свати дека зрачењето во принцип се одвива само на едно место, односно како што ние велиме на една регија, на дел од телото, но тој дел од телото, кожата на тоа место е веќе со зголемена осетливост. Во принцип, не само во тек на самиот зрачен третман и неколку недели по спроведениот зрачен третман, препорачуваме да не биде директна изложеноста на сонце. Тој дел на кожата, како во тек на зрачниот третман, така и после него, треба да има соодветна грижа и нега. Да биде чиста, сува и премачкана со неутрални креми, кои што ќе дадат одредена лесна хидрација, а воедно и ќе ја заштитат од штетните влијанија и UV зрачења на сонцето, бидејќи доколку веднаш после тоа и пациентот сака да биде на сонце, да не биде директно изложен и да не дојде до, се вели, пигментирање на таа зона. Така. Пред да продолжиме, да ги слушнеме и нашите гледачи, повелете во програма сте? Повелете, ве слушаме. Јас? Да, во програма сте, повелете. Јас сум на линија? Да, во програма сте, повелете. Да, овдека е Нада. Јас сум пациент на докторката Вале. Немам прашања, не да ја прашувам ништо, само сакам да ја пофалам и да ја поздравам, позитивна личност, све најдобро за неа, многу во да си помине летово, па ќе се видиме. Така. Само сакам да ја поздравам. Многу ми беше мерак што ја гледав, што ја видов сега на телевизија. Фала, тетка Нада. И јас ви благодарам многу за јавањето, еве ова беше ваша пациентка, доктор Бојовска. Имаме гледач, повелете во програма сте?
Повелете, ве слушаме. Повелете, во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас, водителки, и до докторката. Многу пофални муапети, зборови за нејде. Се нај. Так. Да. Дали имате некое конкретно прашање до докторката? Да, имам. Вака, Повелете. Така, Ве слушаме, повелете. На 20 јануар ми беше посредно зрачење. Значи, од тогаш навака веќе се поминати 5 месеца. Дали е потребно да се направи скен и кога опште се прави скен после тоа посредно зрачење или па некоја друга да се оди на абдомен и така натака, да се направи тумор маркери, ете тоа ме интересира. Так, јас ви благодарам многу за јавањето. Добро. Не знам ни точно со која диагноза е пациентката, нити кога конкретно бил предходно целиот третман спроведен, меѓутоа најубаво со онкологот што ја води да се договори за редовните контролни испитувања. Тоа најубаво би го знаел нејзиниот онколог, бидејќи и предходно ја знае и целата историја и целиот третман. Инаку да, следат точно одредени испитувања кои што понатака редовно ќе треба пациентката да ги прави. Во принцип е доволен период поминат од последното да прашам, дали зрачење. постои одредена граница кога може треба да пет помине скен? одреден период од зрачењето за да може да се започне со редовното контролирање. А дали ќе треба компјутер на абдомен или не, тоа најубаво со онкологот и тој процес долго ќе трае понатака во животот. Така, да, тие контролни испитувања. Имаме гледач, повелете, во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Еден голем поздрав до докторката и јас сум нејзин пациент, бев, меѓутоа сега сум кај друг доктор, затоа што она се смени и сум многу благодарна. Кога одев на терапија, има повеќе ставено тие проценти за хемотерапија и она насмеано и кажа, не може волку, го шкртна и ми намали. Значи, прав професионалец. Многу голем поздрав и само така да продолжи, ние пациентите ќе ја поддржуваме, а она нас ќе не лечи. Така. Јас ви благодарам многу за јавувањето. Еве доктор Бојовска, уште еден ваш пациент. Предпоставувам дека еве и во контекст на препораките кои што се даваат и за топлото време, дека е многу добро да се има ваква взаемна доверба и комуникација меѓу доктор и пациент. Апсолутно, бидејќи пациентите се загрижени, исплашени што од самиот третман, што ќе се случи од несаканите ефекти од самиот третман, дополнително временските услови може да им го влошат тоа и би било убаво секогаш да се поразговара со нив. Јас секогаш им кажувам едно нешто, дека во тек на третманот никако не препорачувам да се седи дома. Напротив, тие прошетки, повремени одмори, дали во планина, дали на море, многу благопријатно влијаат да они практично полесно го поминат третманот кој што следи од наша страна. Со разговор и взаемна доверба се разбира, со убаво објаснување, мислам дека секој би сакал да биде што е можно повеќе надворен, не затворен дома. Како што каже нашата последна гледачка, па и нешто што можеби и не се вие согласувате како лекар, кога насмеа ќе го кажете многу подруго звучи отколку нели со повисок тон доколку се изреагира. Секако никој не би сакал да биде тоа со непријатен тон. Така. Да се вратиме на темата, доктор Бојовска, знаеме дека кај дел од онколошките пациенти некои директно доаѓаат за терапија, па потоа на операција, меѓутоа оние што го поминале процесот на хирушки третман, па се има можеби една, две, неколку лузни. Кои се нивните прашања кога станува збор за летниот период? Дали тие лузни смеа да се изложат на сонце? Дали треба да се заштитат? Кога може да бидат изложени на сонце? Секоја оперативна лузна во принцип мора да биде заштитена. Особено една година по спроведениот оперативен третман. Или да биде комплетно покриена,
или постојано да биде заштитена со помош на креми со висок заштитен фактор од сончевите зраци. Директна изложеност на сонце, особено во првата година од оперативниот третман, апсолутно не се препорачува. Зошто? Затоа што самото нивно зараснување се отежнува и лузната добива по друга боја, ајде по народски да кажеме, така да не е добро таа оперативна лузна да биде во текот на првата година директно изложена на сонце. И понатака во текот на животот, секако дека одредена хигиена, третман, креми против лузни, сите тие се препорачани и дозволени, немаат никаква забрана, меѓутоа во текот на првата година не се препорачува директна изложеност на сонце. Така. Бидејќи знаеме дека дел од терапијата е на циклуси, па можеби треба да поминат 3 недели, на 12 дена, во тој меѓу период додека не се на терапија, односно не се на клиника, дали смеат да отидат или на море, на езеро и дали смеат да пливаат пациентките и пациентите кои што нели се со онколошки заболувања? Сега вака, прво за второто прашање, дали смеат да пливаат? Апсолутно да. Има одредени болести кои што баш напротив бараат пливање и тоа благопријатно влијае на нив, но сепак да се внимава за одредените часови во однос на сончевите зраци. Но што се однесува до изложеност на сонце во тек на третман, тоа е малце по-сензитивно прашање. Зошто постојат одредени терапии кои што имаат така наречена фотосензитивност. Значи, сонцето влијае токму врз тие пациенти кои што ја земаат постојат одредени таргетирани терапии кои што имаат таков ефект, одредена хемотерапија, така да не се препорачува доколку се прима некаков таков третман да бидеш тогаш изложен на сонце. Потребно е да помине одреден период, а за одредени терапии подолг период, директна изложеност во тие часови задолжително не, особено не со одредена таргетирана терапија која што има фотосензитивен ефект. Да, затоа што тогаш ќе може да се јават кожата несакани, може да настане сериозно оштетување на кожата, добиваат одредени хиперпигментации како да кажам потемни пребојувања на кожата, така да во тек доколку има таков третман не би препорачале баш во тој период да одат. Така. Пред да продолжиме, имаме гледачи, повелете во програма сте. Повелете ве, слушаме. На хемотерапија се оди само со отпусна листа или од патологија резултатите, пошто еве поминаја месец и пол и повеќе, не можеме резултатите не се готови од патологија. Само не ве слушнавме од почеток, значи чекате резултати од... Чекаме резултати од патологија повеќе од месец и пол. На 20 мај беше опериран, а ни е речено дека мора да прима хемотерапија. Сега, дали само може со отпуснато листа или мора да се почекат резултатите. Диагнозата е МК Б10, С18. Операција на дебело црево и џигерот е зафатен со метастази. Така, да. Јас ви благодарам за јавувањето. Не е ова во вашата онколошка област, меѓутоа, иако не е во мојата област, меѓутоа на секој онколог задолжително му е потребен тој наот од патологија. Да, меѓутоа, знам дека често реагираат пациенти, дека долго ги чекаат, мислат дека доколку веднаш не се почне со хемотерапија се губи. Да, може би долго ги чекаат, но знаете, денес се работи сериозно со времена медицина, ние викаме персонализирана, односно таа е индивидуална за секој пациент. Колегите на патологија обработуваат сериозни податоци индивидуално за секој пациент. Се прават посебни молекуларни боења со кои што ќе се одреди стадиумот, типот на туморот, дали има одредени генетски мутации и други аберантности. За жал, за тоа е потребно малку подолго време, меѓутоа сепак мора да се знае прецизно, точно, за да може да биде и нашата гледачка, прецизно. престои наот, не може да се почне хемотерапија.
Не се речи си никогаш никој не започнал било каков третман без да има патохистолошка верификација за тоа. Така. Имаме гледач, повелете, во програма сте? Повелете, ве слушаме. Прво да ја поздравам докторката и пожелувам само вакви позитивни и насмеани луѓе. Така, ви благодариме многу. Повелете, имате прашање до докторката? Сакам... Ве слушаме, повелете. Ама сега друга се уклучеве. Не, во програма сте, повелете. Ве слушаме, господја. Ве слушаме, повелете. Сакам да прашам. Ало. Да, во програма сте, повелете. Сакам да ја прашам докторката. Пред 12 години сум опериран од карцином на дојка. Добро. И сега, значи, 13-та година ми беше прста стадиум. Добро. И сега да ја прашам докторката, значи ги правам сите прегледи редовно. Имав задебелување на матката, пред 4 години ми зема за биопсија да видат што е, тоа беше негативно, мислам, немаше ништо. Ама од гинеколог ми беше препорачено тоа задебелување да се отстрани, да се оди на киретажа. Добро. И сега сакав само најпрво, јас не осеќам ништо тегоби, ми беше прст стадиум, немав зрачење, само тамоксифен пиев. Добро. И јас не осеќам некои тегоби, ама сакав, толку ми е позитивна докторката, да ја поздравам, сум најшла на многу негативни и на онкологија и се. Ние пациентите кога одиме на лекар, бараме од докторот да ни помогне, ние не одиме за друго. Така. Значи, многу е тешко. Така. Се разбира. Јас ви благодарам многу за јавувањето, еве ова што го зборевме, колку е многу важно. Позитивниот збор. Така. Еве, јас ја благодарам на нашата гледачка за јавувањето. Имаме гледач, повелете, во програма сте? Ало. Да, повелете, ве слушаме. Ало. Да, во програма сте, повелете. Видите, јас сум не сум јас така. Во програма сте, повелете. Видите, јас сум пациент многу одавна оперирана. И јас имам сега 85 години. Добро. И сакам само да им дадам подршка на сегашните пациенти. Да, ни се исклучи гледачката, колку што ја сватив, подршка, меѓутоа да, добро, доколку има можност повторно ќе се јави. Доктор Бојовска, кога збориме за онколошките пациенти, што им советувате на оние што имаат лимфедем или пак постои ризик да го добијат, како да се справат нели со летните горештини, со топлото време? Лимфедемон може би еден од најсериозните маки кои што пациентките со рак на дојка се справуваат. Доколку веќе постои тој лимфедем, апелирам особено да внимаваат во летниот период. Затоа што самата температура дополнително може да ја влоши целата состојба. Да не се изложува никако на топло, на топли води и особено да се внимава на кожата во тој период. Зошто? За да не дојде дополнително до појава на одредени инфекции. И уште нешто сакам да апелирам, доколку веќе постои, особено да се внимава за заштита од убоди од инсекти на таа рака. Колку може
да се трудат со одредени средства во одредени простори, да внимаваат од тие убоди на инсекти, бидејќи во тие случаи може да дојде до сериозни оштетувања на кожата, па дури и до појава на одредени рани. Но сепак во одредени ситуации водата може и благопријатно да им делува, особено ако има пријатна температура. Со лесни вежби може да биде многу благопријатно за нив. За да се заштити одредена пациентка да не дојде до појава на ваква ситуација, односно лимфедем, треба да се внимава од претходно. Значи, ако се дадени одредени еластични завои и ракавици, да се користат исклучиво по упатство, да се заштити од кревање на тешко, за да не дојде до влошување на таа ситуација, и особено многу благопријатно може да влијаат лесни физикални вежби кои што ги имаат во самите брошури кои што се дадени како помош со еластичните ракавици. Сериозна препорака за овој дел на пациентките кои што имаат оперирано карцином на дојка со вадење на жлезди. Да, тоа сакав да ве прашам, дали најголем број од пациентките кои што се со рак на дојка всушност се соочуваат со ризикот лимфедем? За жал, во нашата држава се уште има многу висок процент на пациентки кои што имаат локално напреднат карцином на дојка, за кој што е потребно дополнително покрај отстранување на самото туморско ткиво во дојката, дополнително да се извадат и одредени жлезди од аксилата, односно пазувата. Тоа е многу сериозен ризик за појавување на лимфедем. Така да, за жал, во оваа држава се уште високо котираме со таа ставка. Имаме гледачи, да ги слушнеме нивните прашања. Повелете, во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторката и до водителката. Ви благодариме, повелете. И до сите од телевизија, благодарна што осложува вакви емисии да има. Ви благодариме многу. Јас сум пациентка оперирана пред 2,5 години од канцер на дојка, максектомија. Од почеток сум на анастразол, не бев воопшто на хемотерапија. Ја примам редовно, ме интересира за заштита од сонце, тежина, колку време треба да водам сметка да не дојди до последици, да ќе се чувствувам добро, сите резултати до сега ми се добри. Да во операцијата ми беа извадени, ми чини 4 жлезди. На едната има малце зафатено почеток, важно да баше проширено ништо, а иначе се чувствувам одлично. Така. Јас ви благодарам многу за јавувањето. Еве, драго ми е што се чувствувате добро. Јас и благодарам за прашањето, бидејќи пациентката, како што разбрав, е на хормонска терапија. Пациентките кои што се на одредена хормонска терапија имаат од самата терапија одредени непријатности, како што се жешки бранови, одредена малаксаност, вознемиреност и слични симптоми. Жешкото време дополнително може тоа да им го влоши. Така да, кај нив, исто така апелирам, долги прошетки, меѓутоа во попладневните часови, особено најидеално би било после 18 часот. Многу се смета дека многу позитивно влијае на смирување на овие симптоми долги прошетки или рани утрински прошетки, доколку имаат потреба да излезат во одредени часови кога сонцето е појако, со особена заштита и брзо враќање дома. Така еве, јас се надем дека нашата гледачка го слушна одговорот. Имаме гледач, повелете, во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав голем до докторката, поздрав и до вас. Ви благодариме, повелете. Прашам докторката, мојата ќерка на 33 години е оперисана од канцер на матка. Правиме редовно контроли, беше со зрачење, беше со хемотерапии, контролите се сега
добри, после 4 години, више 5 година, откако е поминут третман. Имам прашање за докторката. Немаме направено PET scan. Нашиот онколог ни кажа дека подобро е резултат од магнетна отколку од PET scan. Дали треба да правиме нејзино мислење, дали треба да направиме PET scan или да останеме на магнетна? Така, јас ви благодарам многу за јавувањето. Еве да не бидеме Одлично. контра, нели... Апсолутно се согласувам со онкологот што ги води, бидејќи златен стандард за контрола, диагноза и понатамошно диагностицирање кај гинеколошките онколошки пациенти се магнет на малата карлица и компјутер на абдомен и мала карлица. Се покажало во многу случаеви, освен во одредени исклучителни ситуации, дека нема дополнителен бенефит од правење PET scan, посебно не кај толку млада особа. Така да златен стандард останува. Значи да си го слушаат тоа што им го кажува нивниот нема лекар. никаква индикација, доколку има, верувам дека онкологот сигурно би им го кажал Да, тоа. секако како што напоменавте кога се работи за млади, претпоставам дека си постојат и... Апсолутно, апсолутно. Така. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторката и до вас. Ви благодариме, повелете. Исто јас онколошки пациент, гинеколошки и извадена тироидна. Добро. Дали смеам да излегувам на сонце? А пред колку време ви се направени операциите? Гинеколошки пред 11 и со радиотерапија, аденокарцином на ендометриум, а тироидеа со тракеостома бев пред 4 години, 22. Така. Значи, препораките за... Еве, поминати се. Доколку и двете болести се во апсолутна контрола, верувам дека редовно се контролира кај онколозите што ја водат, нема никаква забрана за движење на море, сонце, се нормално како со препораки за сите останати нормални пациенти, бидејќи тоа сонце не е штетно само за нашите пациенти, штетно и за нормалните луѓе кои што се движат во тоа. Така да, секако со заштитна крема, особено во делот на тироидеата, ако претходно примала некаква терапија, меѓутоа без никаков проблем, доколку болестите се контролирани. Така. Доктор Боевска, во едно од прашањата споменавте и за нели убоди од инсекти кога зборевме за лимфедем, заштита од комарци. Па сакав да ве прашам, имајќи во предвид нели и хемотерапијата и биолошката имунотерапијата, дека сепак се појаки лекови, па си имаат своји нус ефекти, колку користењето на репеленти против комарци, бидејќи знаеме дека и каков и нивниот хемиски состав може да биде, дали смеат да го всушност користат пациенти кои што се во моментов на терапија? Генерално постојат многу различни видови на репеленти. Така. Се зависи од нивниот состав. Значи, би апелирала доколку се во можност да се користат репеленти кои што имаат одредени органски субстанции за заштита. Тие смеат да се користат дури од најмала возраст кај бебиња, па се до најголема возраст, но да се внимава да не се директно нанесува на одредена зона од кожата доколку веќе има некакво нарушување тој дел во кожата кој е зацрвенета, оштетена, да не биде директно нанесувањето. А инаку на останатиот дел од кожата може слободно да го користат, но да се внимава само на составот кој тип на репелент ќе го избере. Дали исто така треба да внимаваат и на нели знаеме дека сите треба да користиме креми за сончење, за заштита од сончевите зраци, дали и овде треба да внимаваат на составот? Да. Најдобро се препорачува за нашите пациенти со највисок можен заштитен фактор, значи ПСК, и да бидат хидратантни, да не бидат мрсни креми, кои што дополнително ќе ги затворат порите, да може кожата да продолжи нормално да диши, само да биде хидрирана. Така. И што е она, еве ние ги споменавме нели нус ефекти што се може да се јави од сонцето, меѓутоа
кои се оние симптоми што нели може да ни се случат во лето, што би биле аларм за онколошките пациенти да се јават кај својот онколог? Знаете како, тие може многу често да бидат и препокриени со одреден третман доколку го примале. Појава на висока температура, вртоглавица, замор, малаксаност. Сите тие може да бидат преклопени со некој несакан ефект од одредена хемотерапија. Затоа треба да се внимава и да се исклучат едни од други. Најдобро е доколку знаат дека скоро примале пред ден-два, да не се изложуваат директно на сонце во тие часови, за да може да се избегне токму ова и во тие денови добро да се хидрираат. Многу треба да се внимава на ова, посебно доколку се покачи температурата. Може да се јават веднаш кај својот матичен лекар, да се направи една обична крвна слика, со што би се, да кажам, разликувало дали тоа покачена температура настанала од влијание на сонце или можеби од хемотерапијата. Споменавте колку е важна хидратацијата, нели не само за онколошките, за сите е важна, меѓутоа колку дехидратацијата може да биде сериозна компликација, да направи сериозни последици кај онколошките. Кај нашите пациенти може да доведе до многу сериозни, бидејќи многу голем број од лековите бараат зголемен внес на течности со цел полесна и побрза елиминација од организмот. Затоа обавезно ние секогаш на пациентите им кажуваме: ве молам, овој период што следи, овие 2-3 дена, потрудете се за поголем внес на течности и навистина така многу полесно ја толерираат терапијата. Так. Доктор Бојаска, времето на денешната емисија ни помина. Знам дека уште многу може што да зборуваме, меѓутоа во некоја следна прилика, но ви благодарам што бевте моја денешна гостинка. Уште се надам дека дадовме корисни совети за онколошки пациенти, како нели да го поминат добро овој летен период, кога да побараат помош, меѓутоа и дека не треба да си го, како што кажате, ускратат летното уживање. Ти благодарам, Сања, тоа е мојата препорака, задолжително, значи без посебни размислувања, секако во договор со својот онколог, пациентките слободно може да уживаат во летниот период. Ви благодарам, доктор Бојаска. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Се гледаме повторно утре во истото време. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.